Јас сум спремен. Добро. Со оваа изјава сакам да информирам јавноста за паниката и стравот кој што има зафатено владата на предводена од Зоран Заев, затоа што денеска, иако мојата средба со ловците од Прилепско беше најавена и уредно доставена поканата, односно барањето за службените простори на старата општина Прилеп, кое што исто така беше одобрено, меѓутоа некако симптоматично барањето, односно одобрението, цел ден не можеше да стигне до службите овдека за да го држиме состанокот. Предпоставам дека е ова само една реакција на страф и паника од локалната самоуправа по налог на Зоран Заев од Скопје и од Струмица, затоа што ова што се случува сега е класична обструкција на нашите теренски активности, пред се на моите активности како дополнителен заменик министер. Јас како што кажав, сакав да одржам средба со ловците од овој регион, да ги информирам за сите, односно да ми информира за сите тековни состојби во ловството и да поразговараме за актуелните состојби. Меѓутоа, таа средба нажалост не можевме да ја одржиме и едноставно немавме просторни услови. Она што сакам да го упатам како порака е дека доаѓаат подобри времена за демократијата во Република Македонија и сите вакви обструкции ќе бидат минута, меѓутоа исто така сакам да упатам една јасна порака дека време за понесување одговорност допрва доаѓа. Со формирањето на владата на ВМРО ДПМН после 15 јули, одговорност ќе треба да понесе секој. И за ваквите случувања кои што официјално лице именувано од владата му се прави обструкција да одржи официјален состанок кој што е веќе уредно најавен и пријавен во самата локална самоуправа. Што ви беше одговорено овде кога дојдовте непосредно пред самиот почеток на средбата со ловците? Што ви кажа чуварската служба? Едноставно ни информира дека до него нема стигнато никакво одобрение, дека треба да држиме состанок, иако како што потенцирав, нашето барање е уредно доставено во архивата на локалната самоуправа. Позитивно одговорено, и тоа од некои неразјаснени причини, на 300 метри од тука барањето не успеа да стигне до службите на оваа зграда каде што требаше да го држиме состанокот. Во меѓувреме реагиравте некаде, дали побаравте од некого или од општинските служби или Знаете како кога се фатени во тесно, никој не е достапен во моментов, меѓутоа со оваа изјава сакам да информирам јавноста на каков начин се обидуваат да го замолчат гласот на земјоделците, на народот, пред се на ловците од овој регион. Меѓутоа доаѓаат подобри времиња за демократијата во Република Македонија и овој хибриден режим мислам дека е крајно време да си замине од власт во Република Македонија. Благодарам.